Сега е време да го најавиме разговорот за кој што е задолжена мојата колешка, уредничката Елена Марковска-Цветановска од информативната редакција, која што ја очекува нејзината гостинка, ќе биде пратеничката од ВМРО ДПМН е Жаклина Пешевска, а ќе говориме на тема сиромаштија. Денеска е 17 октомври, меѓународниот ден на сиромаштијата, како што најавив на почетокот, кој што се одбележува од далечната 1987 година. Ова се навистина фрапантни бројки кои што сакам да ги споделиме, Елена, со нашите гледачи, дека навистина бројот на оние луѓе кои немаат ни за основни потреби е огромен во светот, речи си 1 милијарда и повеќе се тоа луѓе. Исто така се смета дека 1/4 од вкупното население во светот е екстремно сиромашно, бидејќи живеат со $1 дневно, а загрижувачки е и фактот дека 2,6 милиони деца умираат годишно како резултат на неухранетост, што представува исто така 1/3 од сите смртни случаи во светот. Ова се огромни бројки, но ние денеска заедно со вашата гостинка ќе се фокусираме на тоа зошто и како дозволивме Македонија да потоне во беда и сиромаштија. Така, Суза, тоа ќе биде добро утро пред се на нашите гледачи од моje име. Тоа ќе биде една од темите за кои што ќе разговараме со пратеничката од ВМРО ДПМН Жаклина Пешевска. Изминатиот период излезе едно истражување во кое што се покажа дека и македонците живеат на вистина сиромашно. Има македонци кои што живеат со 60 денари на ден. Има и такви кои што едва имаат и 200 денари за да го поминат денот, и тоа е една сериозна бројка. Сериозна бројка е еден аларм што треба да ни звони на сите, дека до крајот на оваа година се очекува 500.000 граѓани сериозно да западнат во сиромаштија. Сега прашањето е зошто и како го дозволивме ова, зошто и како дозволивме да стигнеме до ова диредже, да преживуваме наместо квалитетно да живееме. Ке зборуваме и за изборите. Вчера излезе во јавност една информација околу терминот или тајмингот за изборите, се споменува 8 мај за да бидат во исто време вториот круг на председателските и парламентарните избори. Каков е ставот на опозицијата во однос на ова прашање? Ќе поразговараме и за тоа што се случува во собранието. Денеска Венко Филипче треба да се појави пред анкетната комисија за онкологија. Вчера се разгледуваше ревизорскиот извештај за онкологија. Токму мојата гостинка беше и дел од таа дебата. Ќе видиме што одлучиле и како одлучиле и дали има надеж дека нешто ќе дознаеме и ќе има одговорност за овој катастрофален случај и скандал што ја потреса Македонија. Така, има многу нешта кои треба да ги чуете. Ве поканувам да бидете со нас за после кратките реклами, веднаш го започнуваме разговорот. Така, време е да го стартуваме нашиот разговор заедно со гостинката која што веќе ни се придружи. Имаме тема која што верувам дека ве интересира сите вас, не само денеска, туку и секој ден. Сиромаштијата ни тропа на врата. А на темата која што ја најавивме заедно со уредничката Елена, наша гостинка Жаклина Пешевска, пратеничка од ВМРО ДПМН, добро ни дојдовте. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Така, Елена, повели. Суза, ќе ти го оставам на тебе делот околу сиромаштијата малку подесна, да почнеме со политика и со актуелните теми изминативе неколку дена. За сиромаштијата секако ќе одвоиме повеќе минутажа за тоа што се соочуваат нашите граѓани. Да, ќе дојдеме следствено до тоа, затоа што по ВМРО ДПМН имаат периодов една кампања. Важно е, на терен се постојано, имаат контакт со граѓаните, па баш ке ни ја пренесат и сликата како македонците живеат, но претходно, еве и од мене добре дојдовте во утринскиот разговор на телевизија Алфа. Пратеничка, споменавме, јас барем во најавата, дека еве излегува во јавноста некои датуми кои што се можни како понуда за одржување на вториот круг на председателските избори и парламентарните избори. 8 мај сега последно е некој датум за кој што се зборува во јавноста. Е среда ден, обично нели сме навикнати изборите да бидат во недела, меѓутоа 5 мај се великденските празници, па некоја опција е во јавноста дека 8 мај среда би бил неработен ден и би се излегло на гласање. Ковачевски и Мицковски јавно потврдија дека меѓупартиска работна група во парламентот ќе го договара можниот датум. Вие сте дел од парламентарниот состав. Што во моментов се случува во однос на тема избори во собранието? Имавте некаква координација, нешто, разговори со станоци, докаде? Благодарам, Елена. За жал во моментов не се случува ништо, нема преговори помеѓу пратеничките групи, помеѓу партиските лидери, нешто што досега не се има случајно. Требаше досега
барем да се договорат и околу измени на изборниот законник, обично следува пред избори, сега се некако во 5 до 12 се средуваат нештата. Сметам дека предлогот е на председателот на собранието и сметам дека е еден несериозен предлог, затоа што може да се направат изборите да се случат порано од 8 мај, плюс е верски празник. Не е за прв пат да бидат на некој начин жртвувани верските празници на македонците и непочитувани, но сметам дека може порано да се одвиваат, за да се одаде почити кон големиот празник Великден. Тука е блиску е и Рамазан, нивниот празник, така да треба да се разговара во собранието и да се одлучи по еден покомпромисен датум. Дефинитивно не одговара овој датум, плюс во работен ден во среда. Сметаме дека може да се помести барем понапред да се случат изборите и нашето мислење е дека е добро да се одвиваат и председателските и парламентарните избори во ист датум, поради економски причини, за помалку трошоци, бидејќи кампањите се плаќаат од буџетот и нормално да не се оштетуваат граѓаните, подобро е да бидат во еден датум, но и поради функционалноста на институциите, знаеме дека во тој период не функционираат институциите, додека не завршат изборите. Сметам дека подобро да бидат 2 до 3 месеци нефункционални отколку пола година, бидејќи тука се доведуваат во прашање и функционирањето и на локалните самоуправи и државните институции, така да ставот наш е тој. Ке очекувате, верувам, да ве свика на координација председателот на собранието. Ми падна во очи вчера вечер едно интервју на Изет Меджите, кој што имаше интервју, чинам, за 360 степени, кој што вели дека носењето на уставни измени ќе биде услов за евентуална коалиција со ВМРО ДПМН. Мислам дека е јасен, кристално јасен ставот на вашата партија во однос на уставните измени, но ако има вакви фрлени ракавици, може ли да очекуваме некакви промени кај ВМРО ДПМН? Не само вакви фрлени ракавици, порадикални изјави сме слушале, него цитиравте Таравари што изјави, но темата на уставни измени ја злоупотребува и ја користи владата за да си ја покрие својата неспособност до сега, затоа што се факторизира само преку таа тема. Знаеме дека и на патот кон Европската унија направија многу пропусти, отстапки и ја спуштија, да речам, ги спуштија црвените линии ги поместија целосно на државата. За нас како партија и како коалиција темата за уставни измени е затворена и завршена тема. Нема промена на ставот на пратеничката група. Сега ќе стигаат, сигурна сум дека во последниве денови, откако веќе треба и процедурално да се заврши процесот за уставни измени, односно да се отвори па да се затвори Уставот, измеѓу да има амандманска расправа, зашто се потребни 80 и во првиот момент кога ќе се гласа отварањето на Уставот, сушност ќе слегне цела онаа прашина што се крева цело време во државата и уставните измени, всушност ако ја проследите јавности, ако ги прашате граѓаните, не им се да речам, во топ 5 прашања во животот и во државата, затоа што токму темава што денеска ќе отвориме со Сузана, сиромаштијата, го тишти обичниот граѓанин. Ако, бидејќи сме ние присутни, не сме само сега присутни на терен, изминатите децении и години сме на терен. Ако трнете низ Македонија, ќе видите всушност дека посебно низ оние расфрлани села кои што се од разбиен тип низ планините во Македонија, ќе видите дека воопшто не ни знаат кој е на власт, само се соочени со тоа како да го прехранат своето семејство, а за чудо на вистината, всушност тие пак семејства кои што се екстремно сиромашни се многодетни, имаат по 4-5 деца. Ние се бориме со демографската чума, која што е светски тренд, не е само кај нас тренд, но кога ќе видиме како тие имаат надеж и одгледуваат дечиња без никаква инфраструктура, тие немаат патишта, тие немаат здравствена заштита, тие немаат водовод, немаат канализација, немаат достапни блиски училишта, немаат струја. Во една соба буквално ама растат по 4-5 деца, се бават со земјоделието, она што ќе го произведат, што им дала природата,
од тоа го прехрануваат своето семејство. И навистина кога сме разговарале за сите големи процеси што мина годиниве, навистина дури некои велеа, ама господи, што ми зборувате? Ја не можам да го прехранам своето семејство, немам 2 лева да им купам во текот на денот. Значи, навистина е трогателно да одиш треба да си ја запознаеме Македонија, значи сите треба, и од владата треба малце поинтензивно да ги посетат тие луѓе. Навистина по приоритетни прашања има од уставните прашања во Република Македонија. Крена прашина во јавноста и морам да ве прашам затоа што сум дел од телевизија Алфа и она што се случи со новинарот на телевизија Алфа Матеа Петровски кога постави прашање до премиерот Димитар Ковачевски, на кое што пак изреагира вице-премиерот Битичи, се повлече од пресконференцијата, па новинарот во обид да му објасни, му приде, дрско и безобразно го оттргна од него, обезбедувањето негово дури и го бутна новинарот, што е тотално недозволиво никаде во светов таков еден однос кон било кој граѓанин, а најмалку кон новинарите. За вчера да каже Битичи дека би го направили истото. Дека не се кае за тоа што го направили, дека да се случи повторно би го направил истото затоа што во тој момент помислил на сопствените деца. Како да децата се членови на ДУИ, не знам затоа што прашањето беше за ДУИ конкретно, а не за албанците. Никој буквално присутен таму ниту ги спомна албанците, ниту па новинарот праша за албанците, праша за партијата ДУИ во однос на изборите. Дали да бидат заедно председателските и парламентарните избори, така и дали избегнуваат или не избегнуваат и дали ќе имаат власт од ДУИ, никој не рече за албанците, ме разбират. Дали гледате, снимавме неколку експерти кои што протолкуваа дека овие реакции се крик на несигурност, на паника, на немоќ, дека се стиснати до зидот. Се губи власта, да. Како вие гледате на оваа реакција? Јас ќе ви кажам мој личен став. Не е само овој случај на непримерно однесување кон новинари. Јас сакам да им порачам одовде и на Битики и на Димитар Ковачевски, кога ќе ви изберат за јавни функционери и кога ќе ви изберат посебно граѓаните, тие не се легитимни и воопшто не се избрани од граѓаните и најмалце имаат право вака да се однесуваат и никој од нас немаме право вака да се однесуваме со новинарите. Кога ќе ви изберат на јавна функција, всушност вие сте изложени цело време на јавноста, во исто време треба да бидете спремни дека и целото ваше семејство е изложено на јавноста и треба со годините да се навикнете на сите провокации, нормално и од новинарите, да одговорите културно и со умерен тон. Ние сме поминале и многу по брутални времења, потешки процеси поминавме, за да и никогаш вака не си имаме однесувано, затоа што во тој период новинари буквално со рефлектори доцна во ноќта ќе ве озрачат со рефлектор, ќе ви поставуваат многу незгодни прашања, недолични според мене. Ама ние никогаш, посебно јас немам, навистина ја зборам од моje име, а и од други функционери, немаме недолично однесување. Едноставно, мислам дека се стиснати покрај зидот, јасно им е дека губат власта и мислам дека во иднина и повеќе работи вакви ќе се случуваат, а ако Битики се плаши за своите деца, тогаш треба да се седи дома. Значи не треба да е на јавна функција. Јас не оправдувам јавни функционери кои што се однесуваат брутално и кон граѓани, брутално се однесуваат и кон новинари и со било кој човек. Не оправдувам и тие не треба да се представници на власт и не треба да се народни представници. Тие се најмалку народни представници, затоа така се однесуваат и затоа заслужуваат да бидат во опозиција и ќе бидат во опозиција и тоа длабока опозиција. Нека се спремни за тоа. Да, јас тука би сакала малку да ја допреме и сиромаштијата, верувам дека гледачите очекуваат, иако знам дека бројките се поразителни, пак ќе ги споменеме во моментов. Според најновите истражувања, околу 362.000 граѓани се во длабока сиромаштија, едва и врзуваат крај со крај, а прогнозите се дека оваа бројка до крајот на годинава ќе ја премине и бројката од 510.000, тоа е некаде 30% од вкупното население кое живее на територија на Македонија. Како можевме да дозволиме да ја потонеме толку длабоко нашата земја и граѓаните во сиромаштија?
нестабилниве економски политики на оваа власт на вистина за кои што ние апелиравме, многу укажувавме. Не дека било идеално и претходно, но тука допринесе и војната во Украина, короната и така натаму. Многу фактори допринесува, но гледаме дека многу држави се справија барем да се одржи економскиот раст и развој во своите матични држави, но во оваа власт всушност многу нестабилни економски политики. Јас ќе потсетам во периодот кога посебно за стопенствениците и оние за малите и средни предпријатија кои што имаат луѓе кои што имаат своји фирми, всушност се воведе прогресивниот данок, па после една година примена се одложи да се применува од почетокот на 23-та, па ние буквално лобиравме и се боревме за да не се применува повторно прогресивниот, кој што беше една од нестабилните економски политики. Гледаме сега во последниве месеци што се случуваше со носењето на измените на законите за даноци, солидарниот данок кој што е противуставен, кој што има ретроактивно дејство, значи ретко кој закон и нема закони кои што имаат ретроактивно дејство, го донесува. Требаше да се испитува на Уставен суд, не се испитува и така натаму. Ние како пратеници во Комисијата за финансирање и буџет имавме низа амандмани за да се ограничи ДДВ-то на 5% за сите прехранбени производи, да се намали ДДВ-то за огревно дрво, за електрична енергија, да се одложи зголемувањето на ДДВ-то за станови и така натаму, значи ќе се помогнеше на повеќе целни групи, тука спаѓаат и млади и возрастни, но немаше слух од владата, не ги прифати тие амандмани. Од друга страна, нестабилноста во односот на цените на производите, откако енормно порасна цените, власта ги замрзна тогаш и не се постигна никаков ефект. Многу пати власта се фали со тоа дека ја има зголемено минималната плата, но заборава да каже дека всушност огромната инфлација и највисока во регионот ја изеде минималната плата и граѓаните не го чувствуваат бенефитот од минималната плата. Затоа што не се зима во предвид потрошувачката кошница, односно зголемувањето на трошоците, истиот проблем е и всушност и ке пензионерите, не се зема во предвид тој фактор, тој услов и се носат закони само по терки за бенефит на власта. А и нема некоја реална комуникација. Пензионерите излегоа на протести, си ги неле со своји барања поставени, а не фидбек сериозен од власта нема. И дотолку повеќе што револтот е поголем затоа што па во овој период за кој што зборуваме, ете кризен период, сиромаштијата расте, платите на функционерите се зголемија за сериозно високи проценти, така што за обичниот граѓанин е незамисливо такво нешто. Барањата за покачување на пензиите не ги остварија. Платата на функционерите се зголемија, не по наше барање, по одлука на Уставниот суд. Ние многу пати баравме и соработуваме со синдикалните организации, баравме за зголемување на работниците, покачување на платата, на платите нивни. Од оваа власт нема слух. Најголем проблем е што нема институционална заштита и соработка од страна на владата кон социјално загрозените и многодетните семејства. Ние сме организација и како партија, но и како унија на жени, препознати во државата по хуманитарноста. И баш правев во брзо време една статистика. Имаме околу 2000 активности во текот на годината, од кои што можеби 3/4 се посветени токму на социјално загрозените и многодетните семејства. Но тоа не е доволно. Зошто? Затоа што ние можеме да посетиме едно семејство еднаш месечно и ние имаме барем во месецот неколку семејства што ги посетуваме, дури многу пати извршуваме поголем обем хуманитарни акции со изградба на куќи и така натаму, но не ги етаблираме, да речам, во јавноста, затоа што ние се водиме од максимата велат лева да дава, десна да не знае. Кога работам со структурата која што ја водам како председателка на Унијата на жени, да, ги објавуваме тие хуманитарни акции, но многу пати лично кога сум помагала не сум ги објавувала и не сум сакала да се знае, но не е доволно.
Не е доволно затоа што и кога имаме дојави, затоа што веќе ни дојавуваат дали од емисијата Срце на дланка, дали не следат на социјалните мрежи кога ни дојавуваат дека има случај таков и таков, јас кога ќе го проверам, ние веќе го имаме во нашата база и го имаме веќе 4-5 пати, зависи, некој помалку, некој повеќе, веќе го имаме посетено. Но не може да им се помогне реално да им се реши ниме проблем, зашто мора институционално да се заштитат тие луѓе. Велите дека на следните избори вие ќе дојдете на власт после следните избори, па ќе имате сериозна обврска и сериозна работа и проекти за овие работи, затоа што знаете како граѓаните ве слушаат сега и веруваат дека промените нели се можни и дека треба вие да ги спроведете, односно да си останете на зборот и да го исполните тоа што го ветувате и што ќе ви биде дел од вашата програма. Уште верувам дека имам уште неколку минути, Сузе? Да, немаме за жал. Само за крај една минута. Само денеска Венко Филипче треба да се појави на анкетната комисија во собранието. Вчера ревизорскиот извештај се разгледуваше. Очекувате нешто дека ќе се разреши во однос на овој скандал? Очекуваме одговор на прашањата легитимни што ги поставуваат граѓаните што изгубиле своји членови од семејствата, посебно зошто се зголемува бројот на починати од канцер откако во 2019 се почнува со биолошка терапија. Зошто јавниот обвинител има отворено истраги не по државниот ревизорски извештај, туку по новинарски истражувања. Навистина, многу прашања се отворија на комисијата, буквално сите забелешки што ги даде ревизорот се многу издржани, реални, немањето протокол, манипулацијата со јавните набавки. Значи, мислам дека и ова не само што се случувало на клиниката за онкологија во Скопје, туку се случувало и на многу други клиники, и во Битола, и на трансфузиологија, и на хематологија, и јас очекувам во наредниот период да почнува да се одмотува клопчето и како во тој дел достојно ќе ја заврши анкетната комисија која што ја води колешката Рашела Мизрахи. Очекувам да дадат одговор барем на овие прашања зошто одлучувал доктор со подпис на директор, а без комуникација со Фондот за здравство, и низа прашања можам да зборувам навистина надолго. Мислам дека ова ќе излезе скандал над скандалите и треба да биде тема над темите, не да се манипулира јавност и да се дефокусира со било која друга тема, туку баш треба оваа тема да биде фокус во овој период и централна тема. Од тука заминувате во собранието, секако ќе го следиме овој настан ние новинарите денеска. Благодарам многу, верувам дека и гледачите не следеа со огромно внимание. Мислам дека една од темите кои многу ќе биде деновиве актуелна е она што ќе се случува со платите на функционерите. 78% покачување на платите на функционерите беше нешто кое ја вознемери јавноста. Дополнително сега и нели во најава има и ново покачување, но најновата изјава на Бетичи дека ќе предложат закон за корекција на платите на функционерите и што тоа ќе значи, дали ќе значи намалување, колку ќе биде, како ќе биде, тоа верувам дека ќе биде оваа тема за која допрва ќе говориме и ќе ги дадеме одговорите на јавноста. Ви благодарам многу за оваа дискусија.